Борбата против рудници ќе се трансформира во борба против загадувањето. Ова е ставот на активистите од движењето против отворање на рудник на Деловица и Штука, го прославуваат тригодишниот отпор и одземањето на концесијата на компанијата Euromax Resources. Тоа е, сите луѓе во Македонија треба да размислат оти за воздух, за вода, за здрава околина, треба борбата тек да станеме сите на нога. Оти алармантна ситуацијата и без тај рудник. Но ако и тај рудник ни дозволија да се отворе тука, што ќе се случише? Тоа мене ми загрижува, затоа ќе се борам до последниот ден на животот. Ова е еден редок пример на сплотеност и другарство, каде што народот се издигна надвор од партиската поларизација, матрица на поларизација и омраза и се сплоти по ова прашање. Значи ова е многу голема работа, секако ние нема да застанеме тука. Продолжуваме понатаму и со борбата против загадувањето како загадувен воздух, но и против сопирањето на останатите концесии кои што се уште висат над нашите глави. Одземањето на концесијата на Euromax ги охрабри граѓанските здруженија, иницијативи и активисти да размислуваат и за следни проекти кои ја засегаат животната средина. Првите планови се сковаат токму денеска на заедничката прослава. Тоа што почна со бунт и револт, денеска завршува со песни и ора. На истото место каде што се правеа блокадите против отворање на рудникот Иловица Штука, денеска се слави затворањето на рудникот, односно одземањето на концесијата. Рудникот за злато и бакар на целата Иловица и Штука е интересен за инвеститорите речиси 2 децении, но граѓанскиот отпор порасна откако Гевгелија, а понив и Валандово побараа од државата да се откаже од издавање концесии за експлоатација поради загриженост дека близината на рудниците со населените места ќе биде штетна за здравието на населението.